Денеска протестираме заради тоа што професор Албанец скрена рака на наша ученичка и исто така дел од протестите ни се затоа што сме во многу мали училници сместени. Учениците се со влага се распаѓаат и во петокот исто на соученик од мојот клас му падна дел од кровот на глава, среќа немаше никакви последици, ама би може сигурно да се случат и многу големи последици. Мислам дека имало некој недоразбирање во врска со часот по спорт и спортски активности. Наводно некои од ученичките албански и македонски имале недоразбирање. Знам дека биле во педагошко-психолошката служба, но не сум се сретнал со нив лично, тоа ќе го направам јас накнадно. Имам сознание, бидејќи едната ученичка дојде по пладневните часови кога првата смена беше завршена, ме извести дека наводно професорот по спорт Албанец ја удил. Не сум се видел со колегата, бидејќи планирам со педагошко-психолошката служба и колегата да се направи разговор, потоа да се формира една дисциплинска комисија која што ќе го разгледа случајот и неблагодарно е да давам сега мои расудување дали е удил или не е удил, од кога ќе се направи претресот, ќе се види фактичката состојба и од кога ќе се види фактичката состојба, следствено според законските обврски, ние ќе постапиме како училиште. Меѓутоа пред да се утврдат подробностите за случајот, јас не можам ништо конкретно да кажам. Едно е сигурно, значи девојче и ученик не се удират ни со свеќе. Поради лошите услови, наводно завчера паднало дел од кров на последниот спрат. Прво не паднал дел од кров, тоа е Ке мене во станот имам влага, од мој ветер што удираше по зидовите, и ако се накјоша тоа или нешто, тоа не е паднат кров, малку карикирано го кажуваат. Меѓутоа јас знам, најавено ми е дека тие денеска ги планираат, а не влезе тоа, друг е проблемот. Проблемот е познати во Министерството за образование, познати и во сите органи, ние фактички имаме малку повеќе паралелки од колку што имаме простор. И тоа е причината што во моментот имаме одредени учени кои што не одговараат баш комотно децата да бидат збринити во нив, и тоа е онаа причината во која што тие сметат дека немаат адекватни услови за образование. Ја сега разговарам со учениците.